Секогаш кога светот влегува во криза, Македонија прво го чувствува ударот преку цените. По новата ескалација на Блискиот Исток растат стравувањата од поскапа нафта, нов инфлаторен бран и уште потежок притисок врз бизнисот. Дали економијата овој пат е подготвена или повторно ќе минуваме низ истото веќе видено сценарио? Гостин е Горан Ѓоргиевски, председател на Сојузот на стопански комори. Господине Ѓоргиевски, добре дојдовте во студиото на Телевизија. Благодарам на поканата. Во многу кус период од само неколку години, 5-6, светот минува низ различен вид на кризи. Прво имавме пандемија, па имавме војна во Украина, па енергетска криза, па сега нов голем конфликт на Блискиот Исток, кому не му се гледа крајот. Дали македонската економија е навистина жилава и научена да функционира во криза и претходно, или едноставно обстанува без вистински исчекор напред? Добро се изразивте, јас сметам дека е жилава после овие сите случувања наназад 5 години, постојано функционирање во услови на големи кризи или на сложени економски услови, односно сложени кризни услови за функционирање, сигурно излегува, односно сме жилави, може да дефинираме. Така да, тоа се тие процеси во кои што се влегува. Нормално некои компании ќе излезат посилни од целата таа ситуација, меѓутоа некои компании едноставно ќе згаснат. Тоа е еден динамичен процес и жива материја се функционирањето на компаниите во дадените услови. Добро, генерално пред 28 февруари кога САД и Израел го нападнаа Иран, каков беше деловниот амбиент во земјава? Ве прашувам и како човек од бизнис сферата и како председател на Сојузот на стопански комори од минатата есен. Веројатно имавте некакви параметри мерење и можете да дадете оценка на деловниот амбиент пред да се случи оваа најнова ескалација. Прашањето е дали бизнисот во Македонија влезе веќе ослабен во уште една нова криза? Да. Зошто? Значи беше тежок период, па бидејќи после ковидот, после енергетската криза, после финансиската криза, исцрпени се компаниите. Во насока на тоа, нели, постојано истакнувавме некои прашања кои што потребни се да се доуредат во однос на нивната поддршка, во однос на нивниот сапорт за подобро да функционираат. И во целата таа работа сега веќе се случува и ова. Значи ние компаниите беа излезени од кризите, нели, на ковид, не би коментирал нели како излезени во насока на тоа дека можеби задолжени се по банките многу во однос на финансиски оптоварувања, можеби од други структурни проблеми излегуваат од целата таа ситуација, но крај на денот, точна ви е констатацијата, се сложувам дека се ослабени од сите овие кризи наназад годините кои што се случуваат. И за да добијам потечна диагноза, што конкретно недостига на деловната клима во Македонија и во услови кога нема голема криза, но и во услови на криза, би сакал да ве прашам колку од проблемите што денес ќе ги препишеме на војната во Иран се навистина увезени од надвор, а колку се последица на нашите стари структурни слабости. Тука пред се мислам на скапата енергија и ниската продуктивност, мислам на слабата предвидливост, високиот степен на корупција и генерално нестабилната бизнес клима. И лошата администрација која што според нас и приоритети на компаниите го констатираат тоа. Јас сум репрезент на Сојуз на стопански комори дека администрацијата е вистина можеби на многу лошо ниво. Така да тоа е убаво ги дефиниравте, тоа е еден комплот од повеќе работи за кои што тек треба да доаѓаме во времиња каде што ќе се решаваат тие работи. Доколку беа решени соодветно, нели, доколку компаниите имаа поголема продуктивност, ако ја земеме целата таа тема, тогаш ќе значеше тоа поголема конкурентност, поголем извоз кон надворешните компании и не само извоз. Она што јас постојано го тврдам, доколку производството ни е поголемо тука, ќе можеме да ги замениме производите што ги увезуваме. Бидејќи имаме еден страшен парадокс дека ние се претворивме во увозно држава. Дури 80% од суровините во прехранбената индустрија се увезуваат, само 20% ги произведуваме сами. Можеме една паралела, пред една недела бев во Италија, посета на Бари, тамошниот универзитет, каде што имаме соработка за соодветни европски проекти, бидејќи тоа е тема што многу ја фаворизираме во комората и веќе бројот на проекти ни се подига во однос на соработката со Европска унија. Таму има сложена е таа, да не навлагаме таму, но поентата ми е летајки со авионот и слетувајки на на аеродромот во Бари, гледате од прозорот на авионот, тоа ме остави факт, се е обработено.
дрвја, маслинки, нели претежно и лозија, тој пулја, тој дел таков е. Значи секој дел од земјата обработено. Се спуштивме во аеродромот, се движевме по автопатите, бевме и во околината на Бари и другите градови што се таму. Голем степен, не голем, 90, еве да речеме 99% од земјата обработена. Доаѓате кај нас и гледате дека многу мал степен имате сега, посебно во последните години, на обработка на земјата, што доволно ви кажува докаде сме и што не може да се споредуваме со Италија, дури ни со добро, земји кои ни се видите, поблиску во окружување. Ние се угледуваме на европските земји, се движиме кон Европска унија. Ние мораме да презимаме некои чекори кои што они таму ги прават. Дали, како човек со големо искуство во реалниот бизнис во Македонија, имате впечаток дека, а така го почнавме разговорот, дека за кус период светот минува низ, како на еден ролер костер низ разни видови на криза, не научивме ништо од досегашните кризи како лекција, бидејќи секогаш кога ќе се случи нова криза, секогаш слушаме, ете сега ќе поскапат енергенсите, па ќе се случи нов инфлаторен притисок, ќе поскапат енергенсите, ќе поскапи нафтата, ќе се качат цените на речиси се. Имате впечаток дека сме лош ученик, дека ништо не учиме од секоја претходна криза и секогаш сме неподготвени, влегуваме во секоја идна? Повторно ќе ве потврдам. Точно, имам впечаток дека сме многу слаб ученик. Значи, еве да не речеме крајно негативно, но сме многу слаб ученик во дадената ситуација. Зошто е тоа така? Едноставно влегуваме во тие процеси комплетно неподготвени и ајде го има оној српски израз ко преживи причаче, нели? Затоа што потребно е, значи, многу, мислам дека не сега, минатите 30 години не се решаваа суштинските проблеми од секаков вид од економски аспект во нашата држава. А за суштинските проекти треба да се соочите храбро, мислам, со некои процеси, особено во сегментот администрација, државниот апарат, кој што сериозно го оптоварува приватниот бизнис, особено еве ќе бидеме во насока на високите придонеси што македонските компании ги плаќаат за дадените вработени. Еве дури 50% има зафаќање во бруто платата, каде што тоа ретко во околните земји се многу помали. Меѓутоа, тоа значи дека трошиме многу повеќе отколку што, како да го дефинираме, отколку што создаваме, или пак дека потребно е да се направат сериозни исчекори во тие реформи, каде што, односно сериозни исчекори во однос на функционирањето на државниот апарат, каде што ќе има многу подомакински пристап и каде што ќе може да ефектите кои што ќе ги има бизнисот од таа страна на администрацијата ќе бидат многу поголеми. Ајде ќе одиме со ред, ќе кажете што очекувате од државата за и оваа криза да не остави повторно лош ученик, туку да се обидеме нешто да се угледаме на примерот на Италија, како што спомнавте и сам. Колку е опасно сегашното поскапување на нафтата за македонската економија и каде прво ќе се почувствува ударот, бидејќи до сега само имаме поскап бензин, или реално нешто се случува освен психолошки притисок и шок и цена на нафта? Имаме ли други негативни ефекти од речиси едномесечната војна на Блискиот Исток? Тука апсолутно да одговорам квалитетно на прашањето, ќе морам еден мал вовед да направиме. Значи, не се само нафтата и нафтените деривати тие кои што поминуваат низ одморскиот теснец. Ова го неколку постојано го истакнувам. 92% од сулфурот се произведува таму, бидејќи се добива со екстракција на нафта и нафтени деривати. Тој сулфур се користи за добивање сулфурна киселина. Ако не сте знаеле, сулфурната киселина е најтрошената материја во целиот свет. Се користи понатака за екстракција на метали, на бакар, кобалт и други метали. Тоа значи дека директно имплицира на намалување односно зголемувањето на цената на металите. Кога тоа го имате како зголемување, значи во синџирите на снабдување се прави дисторзија и се добива повисока цена секаде каде што учествуваат металите. Второ, таму се наоѓа во тој дел од светот и најголемата гасна централа, односно централата за производство на течен газ во Катар. Дури 30% од таму, сето тоа оди апроксимативно кон Тајван, кој што е голем производител на полупроводници на чипови. Повторно, тоа немање на течен газ, тој недостаток креира поголема цена.
И третиот, можеби најважен сегмент кој што јас го ставам на пиедестал сега, со исто толку специфична тежина како нафтата и нафтените деривати, тоа е значи таму се добива супстанца која што учествува директно во вештачките ѓубрива кои што дури 33% се создаваат таму и таа супстанца се добива таму и со самото тоа замислете што ќе значи во целиот свет на реколтата кога ќе има недостаток од 33% од вештачките ѓубрива на целиот свет. Еве, откако ова се убаво го објаснивте, дека не станува збор само за нафтата, туку станува збор и за сулфурот, гасот и за таа супстанца. Во однос на вештачките ѓубрива. Тоа директно ќе имплицира да реколтите се намалат, чинам, доколку користите вештачко ѓубриво, можеби ќе добиете 30-40% поголема реколта, принос. А вака ќе добиете помал. Повторно недостатокот светски ќе дефинира да имаме многу поголеми цени на суровините за храна. Добро, еден месец војна, речи си? Да. Имаш уште нешто сакав да го докажам, денес го читав можност, интересно, да. Само одговорете ми конкретно, кои се првите негативни ефекти врз македонската економија, ако еве како што рековте не е само нафтата во прашање, туку сулфурот, гасот и таа супстанца што се додава за производство на вештачки ѓубрива. Има ли реално во Македонија ефекти негативни досега? И кои се? Апсолутно има. Покачено е вештачкото ѓубро, чинам дека 20-25% веќе. Зошто? Па од оваа причина што ви немаше време да стаса, само 4 недели се во прашање. Видете, тоа не се гледа од тој аспект да стасува. Тие синџири на снабдување, тие берзански се движат миговно. Значи, на берзите сега е таа цена и веднаш се прилагодува. Како со нафтата исто, значи. Точно така, исто како со нафтата. Така да, вториот дел е поскапата цена на течниот газ, на нафтените деривати и така натака. Третиот сегмент, исто така зголемена цена на сулфурната киселина, чинам дека и металите имаат раст соодветен по берзите. Сакав утро ова ќе го надоврзам исто така поради тоа дека полиетилените и полипропилените директно учествуваат, се дел од пластиката која што ја користиме во секојдневниот живот, од секаков аспект. Имате тие се нафтени производи, имате многу зголемена цена, значи на општо на пластиката која што целосно се користи во нашите животи, да дефинираме нели сокови за пиење, пакување на храна, секаде имаме нели пластиката. Еве директно уште еден фактор што имплицира тоа зголемување на нафтата и нафтените деривати, многу поголема цена на пластикат, полиетиленот и полипропиленот, кои што се практично пластични производи. Добро, значи спомнавте нафта, сулфур, газ, супстанца за вештачки ѓубрива, полиетилени за пластика. Да. Дали ова значи сева што го кажавте до сега дека инфлацијата веќе пламнува во Македонија? Да. Веќе врши притисок, можеме да дефинираме. Ако велите врши притисок, ако тоа е точната дијагноза, на колкав рок врши притисок, а кога пламнува? Дали се денови во прашање, недели или месеци? Веќе нели колку имаме? 4 недели од почеток на кризата. Сега компаниите се наоѓаат во еден стадиум на разговори, на анализи внатрешни, нели никој не ќе веднаш и не размислуваат компаниите, имаат една димензија каде што не сакаат да ги покачат веднаш цените како одговор на кризата. Веројатно секој од нас очекува дека можеби со некој магично стапче ќе се реши кризата и ќе заврши тоа, но не се подготвуваат и размислуваат како би функционирале, бидејќи имате константно растење на сите овие цени по берзите и вие не можете, постојани променливи, не можете да изреагирате соодветно. Можеби денес ќе треба да изреагирате на соодветна сума толку за утре тоа да се промени. Така да во рамките на еден бафер на издржливост се чека, се прават анализи, така да ќе видиме како ќе бидат реакциите. Добро, еве, во оваа смисла само да се надоврзете. Што практично значи за македонска фирма да се води бизнис во вакви услови? Например, наутро кога почнува денот, имајќи ги предвид тоа дека Блискиот Исток е неколку часа пред нас, дали најголем предизвик за извршните директори на македонските компании се трошоците, ликвидноста, набавките, стравот од што носи денот? Конгломерат на повеќе работи, меѓутоа точно така. Секој утро почнува со читање на информации што се случува на Блискиот Исток и со гледање на цените на берзите. Така, да видите кои суровини, кои производи, која цена е, за да можете веднаш да правите некои потенцијални калкулации што би требало да смените. И се движите во еден прак, до еден прак на издржливост, нели? Кога ќе се надмине тој прак, вие мора да направите корекција на
на цените, затоа што ќе се доведете во позиција на немање ликвидност, на пропаѓање, така да тоа е тоа. Добро. Како во овакви услови влијаеше вчерашното соопштение на Централната банка? Народната банка вчера кажа дека ќе ја задржи основната каматна стапка на 4% и предупреди дека ризиците од инфлација се сериозно зголемени. Так. Дали ова за бизнисот значи известна стабилност со оглед на тоа што каматната стапка барем за сега нема да се менува или дека фирмите и натаму ќе работат во услови на скап капитал? Па чинам дека имаше еден од минатото, првим беа каматите доста поголеми, согласно овие кризи кои што претходно ги набројавме. Сега мислам дека требаше тие каматни стапки да се намалат. И согласно веднаш со почнувањето на кризата гледате дека сега се одржува на исто ниво. Практично не е направено намалувањето, него останува иста каматната стапка. Тоа е тоа, соодветните финансиски институции реагираат на начин на кој што многу е важно да се зауздува инфлацијата, па ќе видиме, не можеме да дадеме Добро. Конкретен како би се движеле каматните стапки. Еве во оваа фаза сега, како што рековте, кои се и најголемите предизвици на најголемиот број компании во земјава, кои сектори во Македонија според вашиот впечаток и анализи се најизложени ако оваа криза потраја? За сега нема најави дека би запрело. Дали станува збор за прехранбената индустрија, дали станува збор за производство, транспорт, трговија, извозно ориентирани компании, кои се најзасегнати? Апсолутно сите, меѓутоа нормално е дека транспортните компании ќе бидат најмногу засегнати, бидејќи тие највише го користат, најмногу користат нафта и нафтени деривати. Тоа име голем удел голем удел како процент во однос на нивното функционирање, во однос на нивните трошоци. Понатака производната индустрија, во зависност од соодветната компанија дали користи нафта, газ при нејзиното производство, или пак ова што го набројавме, ако е компанија за производство на пластични материјали и елементи, тогаш знаете што ќе значи од еден сегмент суровините за пластиката кои што се употребуваат во производството, од друго енергетскиот сегмент, значи тие ќе бидат повеќе кратно удрени. Понатака прехранбената индустрија. Во секоја прехранбена индустрија имате користење на потрошувачка на енергија, прв сегмент. Дали тоа се однесува на газ, дали се однесува на нафта, на електрична енергија. Мултидимензија има. Во секоја компанија во одреден сегмент се зафаќа, односно се влијае. Прашањето е за кого колку. Индивидуално е. Така, сите сектори се засегнати. Генерално сега повторно се навраќам на вашиот личен бизнис. Вие доаѓате од агросекторот, од прехранбената индустрија, собственик и менаџер сте главен на една од најголемите фурни во Македонија. Како изгледа еден работен ден во услови на ваква криза во една фурна сега? И односно каде удира прво кризата? Дали на цената на струјата, дали на цената на горивото, транспортот, брашното, спомнавте вештачки ѓубрива супстанца, дали станува збор за амбалажа или други последици? Прво да ве доинформирам, значи специјал како бренд веќе во своето портфолио чинам дека е околу 45% до 50% индустријски кетеринг. Околу 30% е пекарство, меѓутоа не е пекарство, не длабоко замрзнати производи, околу 10 до 15% е кондиторија. Значи сме многу не сме класична фурна на што го спомнавте, него тоа е корпоративно уредена компанија, сосема различно функционира на друг начин. Не, ве доинформирам. Да допрам до цената на лебот. Сега ќе се поврземе. Апсолутно се учествува повторно на што го спомнавте претходно. Сегментот е еден дека се учествува во однос на скапите суровини, така немање вештачко ѓубриво, покачени веќе цени, имаме мала реакција на брашното и суровините што учествуваат. Второ, делот на пакувањето. Согласно стандардите нови европски кои што се употребуваат кај нашите компании во прехранбената индустрија, многу се користи пластика и пластични материјали со кои што се пакуваат соодветните производи. Бидејќи кога работите кетеринг, на пример, кој што ви кажав 50%, имаме многу пакување кон дадени институции, фабрики и така натака. Така да и од таму алудирам дека имаме притисок, односно зголемени цени. И на крај користење на енергијата која што делумно се користи газ, делумно имаме нафта, делумно добро, притисок има, јасно е. Да. Дали се калкулира нова цена на лебот и на останатите пекарски производи? Во моментов го издржуваме овој удар и не размислуваме за цени, односно очекуваме оптимистичка една варијанта дека брзо ќе се реши самата криза таму. Значи, кога калкулирате со факторот време, кога се калкулира фактор на време, се мисли на денови, месеци или недели? Што значи брзо? Се мисли на недели. Значи, до кога може, еве, специјал, како е своевиден лидер во својата бранша, да ја одржи сегашната цена на лебот и на пекарските производи, ако трае ова... Уште 2 недели, еве ви по-конкретно.
Значи, ако нема позитивен епилог за 2 седмици, ќе го амортизира тој удар соодветно, меѓутоа после тоа ќе мора да се направат соодветни калкулации за промена на цените. Што би значило во проценти? Дали се калкулираат веќе и проценти за тоа? Не. Не се знае, односно не сме размислувале, не се калкулираат проценти затоа што тогашната цена на берза ќе бидат употребени бројките од таму кои што ќе и врз тоа предпоставено 2 недели време, тогаш ќе видиме кои точно проценти како би било тоа. Добро, конкретен одговор за динамично времето, нема од ден во ден може да се, сега да ви кажам би било не знам толку, тогаш можеби би се сменило во зависност од случувањето што ќе бидат во иднина. Дали како претседател на Сојузот на стопански комори имате информација од останатите компании кои се членки на Сојузот дека исто така премеруваат и анализираат недели, можеби или денови, за да направат корекција на нивните цени на стоки и услуги што ги нудат? Значи, дали се очекува поскапување на цените и услугите на стоките и услугите што ги произведуваат останатите членки на Сојузот на стопански комори? Најголем дел со тие со кои што комуницирам и тие информации што ги добивам, се уште ништо конкретно не се случува, едноставно секој си прави во стадиум на анализи сме. Секој индивидуално во зависност од компанијата која што ја поседува, се анализира внатрешно како би било и што би било во однос на процентите и во однос на цените. Па кои крати трошоци, кои замрзнува идеи за ширење на бизнисот? Кои во овој момент тешко дека некој би размислувал за ширење на бизнис и нешто слично. Многу ретки. Не знам кој е тој бизнис, нели? Можеби всушност извинете, има можеби бизнис кај што нема енергија, нема трошоците не се менуваат како цена, доколку е во таква ситуација, тогаш тој бизнис може да си ги оние визии што ги има или оние намери за развој доколку ги има, може да се ги реализира. Колку вкупно луѓе вработуваат членките на Сојузот на стопански комори? Дали нивните вработени треба да стравуваат за своите работни места? Дали се калкулира во овој момент и за отпуштање на вработени? Па мислам дека се заедно околу 30-40 ако споредиме, меѓутоа како генерална бројка, но не се тоа е нешто што се менува, нели? Вие имате можете да анимирате и поголем број на членови во зависност од интересите кои што ги имаат потенцијалните членови, нели, некој има соодветни интереси, се појавува во комората, па се разговара, влијаеме на остварување на тие интереси, па може да се повлече, ние сметаме, нели, и комората има отворена врата и секој член е добре дојден што би дошол кај нас во насока на тоа дека не се само еднократно интересите кои што треба да ги остварат, можеме многу квалитетно да ги артикулираме тие интереси пред државните органи, меѓутоа можеме да помогнеме и на соодветен начин, бидејќи вмрежувањето и нетворкингот исто така од особено значење за самите компании. Добро, рековте ретко кој во вакви услови можел да размислува за ширење на бизнисот, значи кратење на инвестиции не е под знак прашалник, тоа е факт. Поскапување сите калкулираат со одреден процент и тоа е прашање на време. Да. За вас црвената линија рековте 2 седмици. Да. Како е кај другите фирми членки на комората? Исто станува збор за седмици, се во прашање? Не, различно е за секого. Некој може би да биде и пократок за неколку дена од сега да реагира една дела. Некој може би има простор и месец дена да реагира. Не можеме униформно да ви дадам прецизна бројка. Ако реално кризата, војната не заврши во догледно време, значи ако станува збор за месеци, да. Каква пролет ќе има Македонија и какво лето не очекува, дали очекувате повторно двоцифрена инфлаторна стапка? Хипотетички можно е. Хипотетички можно сето тоа, бидејќи по принцип на сврзани садови, утрово исто така неколку информации од квалитетни медиуми, вели тек сега ќе се почувствува наскоро ударот, односно недостатокот на нафта и нафтени деривати. Сега ова што го трошиме се некои залихи, тек тоа доаѓа. Тогаш тој недостаток ќе реагира уште поголемо зголемување на цените. Значи, ние сме во зачеток на една потенцијална криза, можеби нели оптимистички се надеваме дека брзо ќе се дојде до крајот. Кога го очекуваме најсилниот удар? Според мене тоа е септември-октомври. Затоа што ќе се надоврзам тука, тогаш е жетвата на дадени производи и сега пролетната сеидба кога немате вештачки ѓубрива или кога намалено ги користите, тогаш мислам дека таа перфектна бура што ја спомнав ќе дојде тогаш, затоа што ќе се спои да приносите ќе бидат многу помали, понатака ќе имаме еволуција, односно раст на цените на нафтата и нафтените деривати, исто така металите ќе се зголеми нивната потрошувачка и таму ќе расте таа цена и
врв, односно капка што ќе прелива чашата, ќе биде овој недостаток на вештачки ѓубриви, односно реколтата во есента. Според моје мнение. Добро, и сега со оглед на ограничените... Намалената силна реколта во светски рамки во однос на суровините за храна, како што се пшеница, соја, ченка, клучните суровини, ви ги набројувам, во светски рамки. Добро, и со оглед на ограничените ресурси со кои располага Македонија како држава, што е најреално како бизнис заедница, како бизнисмени и најитно што барате од државата како помош за да се ублажи ударот? Видете, ова што почна со намалувањето на ДДВ-то, тоа е почеток, меѓутоа понатака нормално ќе бараме исто така уште намалување на тие проценти, дали акцизата, значи влијање колку што може да се одржи пониска цената на нафтата и на нафтените деривати. Исто тука да се влијае на овие суровини кои што претходно суровини нели ги детектиравме, вештачкото ѓубре, пластичните елементи, значи сето тука ако може да се влијае, бидејќи тие цената нивна ќе расте на даночните стапки кои што ги презима државата, нели, за да бидат со што пониска вредност, за да имаме максимално ниска цена. Но во услови кога имаме војна што трае веќе 4 недели, кога секојдневно одите на работа и не знаете што ќе донесе секој следен ден, и кога калкулирате со опасности од сериозни размери и дека најголемиот удар доаѓа дури на есен, веројатно како Сојуз на стопански комори треба да имате конкретни барања до владата, што очекувате, ако ве викнат и ве прашаат како да ви помогнеме, не може да речете добро е ова со ДДВ-то пошто почна намалувањето, имаме конкретни барања, имате ли конкретни барања? Се уште ги профилираме и ги дефинираме. Ова според нас е почеток, 4 недели. Имаме размислување исто така во однос на пристапот на финансии. Тоа ни е исто така многу важно да ефтини кредити. Да, ефтини кредити. Тука се размислува, бидејќи тоа ќе биде повторно клучно. Побрз поврат на ДДВ? Побрз поврат на ДДВ. Или нема проблеми со повратот на ДДВ? Мислам дека има. Не знам мислите или имате сознание конкретно? Знам дека имаше, знам сега дека тука се решија, мислам, некои работи, дека се враќа веќе ДДВ-то. Меѓутоа, немам прецизна информација во дадениот момент како е. Меѓутоа, ова што го спомнавме, пристапот до финансии исто така многу клучна работа од повеќе аспекти, затоа што тој пристап до финансии нас, на компаниите, ќе им овозможи да штетите што ќе ги трпат, ги надокнадат на некој начин. Добро, освен оваа нафтена криза што ни се случува, односно енергетска криза, односно криза од секаков вид поради војната на Блискиот Исток, што е најголемата опасност за македонската економија во моментов? Човечките ресурси, мораме да го спомнеме тоа. Знаете дека има силно одглевање кон западните земји на човечки ресурси. Меѓутоа, исто така, тукашните човечки ресурси што остануваат, како што знаете, како информација има, чинам 10.000 празни работни места во нашата држава, кои што не се пополнети, а воедно имате ситуација, нели, да дефинираме дека невработени се 90.000 во заводот Агенцијата за вработување, и тука малку е чудно, ние сметаме како бизнис заедница, односно како Сојуз на стопански комори, дека потребно е тамо да се направи квалитетна селекција и да се испита зошто е тоа така, кои се тие невработени, кога имате од другата страна, затоа што сметаме дека тамо има сериозни манипулации, некои со бројките, мислиме дека тоа треба да се реши за компаниите, да кога ќе одат тамо да побаруваат вработени од Агенција за вработување, знаете, добивате одговор, еве имаме на список толку, ги повикува компанијата, не знам, 10-20, кога треба да дојдат да се отповикаат на повикот и на состанокот во самата Агенција за вработување, никој не ви доаѓа. Едноставно се чудите како вие ви се на список, фирмата ги побарува, никој не доаѓа. Зошто не ги бришете тогаш така? Зошто постојат? Така да тука мислам дека има потенцијал многу за решавање. Човечки ресурси. Човечките ресурси. Друго? Освен човечките ресурси и кризата на Блискиот Исток, се е добро во македонската економија? Апсолутно не. Вие ме прашавте кои се клучните. Која е најголема слабост? Која е најголема слабост? Понатака е веќе одиме подлабоко. Продуктивноста. Така, како да се зголеми? Продуктивноста се зголемува на два начина. Едниот начин е, нели, обука на вработените постоечки кои што ги имате, нормално и поголема плата. Вториот елемент е современо техничка технолошка опрема од секаков аспект. Тоа значи пристап до финансии, силно кредитирање на микро, мали, средни компании, тоа што јас го зборам постојано, меѓутоа кредитирање со поурнек на унгарскиот кредит, кој што беше добар исчекор напред, потребно е да има уште такви,
плюс да има грант шеми. Ова го спомнувам да имаме паралелен пристап до финансии како што имаат фирмите во членките на Европска унија, во Бугарија, во Грција. Разбирате? Рековте делумно спомнавте високи придонеси. Што го кажав. Да, рековте и како тежина на бизнисот високите придонеси. Само да ви поентирам што значи. Ако имате прво, што е проблемот? Ако имате таква ситуација во која што имате ваков пристап до финансии, а во Бугарија, еве, на пример, ќе ја земеме како многу блиска земја, имате грантови шеми 50-60%, имате силна подршка за зелена трансформација на компаниите, за инвестиција, за подигање во најсовремена техничко-технолошка опрема, и сега он таму добива квалитетен производ, високо квалитетен, стандардизиран, со многу ниска цена. А вие овдека сте комшии, нели? И сега немате таков пристап, знаете што ќе се случи? Тој производ ќе ви дојде овдека и ќе биде поквалитетен, поевтин и ќе го земе пазарот на дадената компанија што е во Македонија. Тоа многу тешко го разбираат нашите држави, затоа што се случува ситуација да така го губиме практично економијата. Ние не можеме да третираме дека Македонија е изолиран остров во океанот и немате вие околни регионални земји кои што се впрочем и членки на Европска унија имаат силна подршка за нивните бизниси. Немаме време, мораме да привршуваме. Поентава е само ушова. Многу силна подршка на микро, мали и средни компании. Таму е клучот ако сака државата да има раст 5, 6 и 7%. 97% од компаниите во Македонија се такви, микро, мали и средни. Тие создаваат 80% од бруто домашен производ. Ако вие ги стимулирате нив, не другите, ќе имате ситуација да имате 5-6-7% раст на бруто домашен производ годишно. Добро, за и оваа криза да не остане уште едно совршено алиби за креаторите на економски политики, дека ете толку можеме, на затворена економија сме такви какви што сме и немаме реален раст и не можеме да почувствуваме врз стандардот на граѓаните забележливо нешто, што треба државата да направи, веднаш мораме да завршуваме. Ке си дозволам една работа. За мене е неприфатлив тако, такви сме какви што сме. Не. Ние мора да бидеме подобри. Не би што да ви скоментирам, 30 години други биле чинители кои што имале можеле да сменат, не смениле, мене ми е жал многу, нели, сега се надеваме дека нови генерации ќе сменат нешто. И ние треба да градиме, општество на успех. Значи веќе треба да се прекине она физичкото одење на работа, значи дека јас се завршив работата, сега ќе 7-8 сати. Ние може би од Јапонија ми влијаеше, нели, секој да не помине ден, да не промените една работа во личниот живот или пак во фирмата кај што идете, на подобро. 365 дена е 365 промени. Разбирате? Ние мора мајндсетот да го пробиеме. Што треба државата да направи веднаш? Што треба државата? Како беше, чинам дека се околу 50 до 100.000 луѓе вишок вработени во администрација. Има известување, имам извештај од Европска унија, од Светска банка, дека еден А4 лист формат имаат во текот на месецот не дневно, во месецот да пополнат. Толку имаат работа. Како список на работни задачи? Да, само со пенкало да го пополнат. Тоа име список на работни задачи. И од аспект на човек кој цел живот има своја приватна фирма, како тоа изгледа? Тоа изгледа страшно. Сега, пазете што е поголемиот проблем. Ние немаме проблем со тие што ништо не работат. Меѓутоа, ги плаќаме ние нив. Преку тие 50% придонеси. Како бизнисот е многу револтиран во ова насока. Мајндсетот треба да го пробиеме. Вие да ги повикате тие да работат кај вас. Пазете го овој момент многу интересен. Му велите колку зимаш таму, не знам, 500-600 евра плата. Ако дојдеш овдека, се делегитимираш, имаме 700-800 евра, зависи од капацитетите и повеќе ќе земеш. Не ми вели, ја ќе земам 500-600, ама ништо не работам. Кај тебе треба да работам. Тоа е, според мене, мајндсетот на губитник. Македонија треба да се претвори во држава на победници, на успех. Така се чекори кон Европска унија. Горан Ѓоргиевски, председател на Сојузот на стопански комори на Македонија. Ви благодарам за гостувањето во денешното издание да се каже. За поканата, можеби ова беше едно така, нели, емотивно, тако како што е на. Да, меѓутоа сакав да пратам една убава порака. Кризите ќе поминат, треба да работиме, посветено да работиме. Само работата и успехот се целите кои што треба да бидат драйвери во нашето општество, конечно. Ви благодарам за гостувањето. Благодарам. Почитувани, вам ви благодарам за вниманието со кое не следите. Останете на фреквенцијата на Телма и имајте убав ден.